проблемите на динамичниот свет и сите тие полуинформации, квазиинформации што ги добиваме но се може се брзо, Да, плюс сега сите сме и доктори по Google доктори. Апсолутно имаме ChatGPT доктор, имаме Gemini доктор, имаме еден куп кој што ако ништо повеќе ќе не слуша. Нема да ни противречи и да ни каже тоа ќе се прилагоди, ќе ни го каже тоа што сакаме да го слушнеме. Меѓутоа дали е тоа добро за нас? Значи брзи решенија во однос на здравието генерално не постојат. И кога се случуваат брзи под смисла на хируршка интервенција, што е релативно брза, има свои последици кои што понатака треба реконвалесценција, закрепнување и така натака. Така да скратен пат до здравје нема. Ние сме сами тие кои што го одиме патот, креатори сме, не може да избегаме таа одговорност со секој потек што го знаеме, што повеќе знаеме за себе и за здравите навики, тоа сме поблиску до еден поквалитетен живот, но гаранции нема, се разбира, треба да едноставно се обидеме да го вклопиме нашиот, значи во нашиот секојдневен живот да вклопиме и здрава исхрана, и физичка активност и редовни контроли.